Почитуван господине Николовски, никој на никого не се заканува. Никој на никого не се заканува. Ние само го соопштуваме ставот на мнозинството граѓани во оваа држава. Никој на никого не се заканува. Немојте да зборувате за монтирани случаи, монтирани процеси вие од СДСМ. Ке ве потсетам пред неколку години кога бевте вице-премиер, кога пратеникот Левков ви постави прашање, кога вие станавте тука и мафтавте со некои документи. Немојте да заборавите на тоа време. Ве гледам во очи и директно ви кажувам. Немојте вие да зборувате за монтирани случаи. Знаете ли зошто? Сега да уклучите на агрегатот на вести, ќе видите дека од Страсбур доаѓаат потврди за тоа дека некој од оваа држава, верувам и вие како правник, треба да се срамите од тоа што се случуваше. Дали сте свесни, како поранешен генерален секретар на СДСМ, дека СДСМ е доведена до таа ситуација, да партијата 4 дена нема ниту едно испуштено соопштение, а ве бранат судии? Дали не е срамота? Дали видовте пред неколку дена, лично на мој говори на колегата Петрушевски, дека лично реагираа од Уставниот суд дека ние сме правеле напади? А дали знаете дека на истата расправа во ова собрание двајца ваши пратеници го карактеризираа председателот на Уставен суд како ваш човек, ама за тоа мукла, за тоа нема ништо. За тоа зборуваме ние, дека тие таму кои што вие ги наместивте, дали вие лично или вие кои што ви беа колеги во партијата, ве бранат повеќе од вашата партија. И тоа ви дава за право да доаѓате тука и да инсинуирате, да кажувате: јас ве повикувам, јас ве замолувам, дајте ми ги документите што вие ги имате за некаков криминал на било кој од ВМРО ДПМН, наместо вие јас ќе ги кажам на оваа говорница. И нека идат во затвор. И тоа сме ви го кажале, дали сегашни или минати лопови, за уши ќе ги вадиме од институцијата како оној Стоилев што го извадивме од таму и сега е во притвор. Тоа е разликата помеѓу вас и нас. Нема тука ваши и наши, има чесен и има криминалец. И тука треба еднаш за секогаш да ставиме крај. И точно е тоа, и колегата не ви се заканува, само ви кажува: да, има индиции, да, има шепкачи, да, има укажувачи, да, има луѓе со докази кои што го кажуваат тоа. И јас би го повикувал така, да оној во обвинителство, тој е мој човек. И јасно е дека ваш човек, нели гледате што прави човекот, тој ви направи најголема штета на вас. Таквите како него, таквите како оние на глава што им седеа, како се викаше оној обвинител кој што го гледавме дека овие од Дуј како на копче го управуваат. Нормално е дека вие ќе повикувате тука да се постапува. Јас ви кажувам, не ви се закануваме. Прво мора со тоа да расчустиме. Со тоа мочуриште кој што ја влече оваа држава наназад. Знаете ли зошто? Заради тоа што во оваа држава, вие кога бевте на власта и сега, секој што стигна, што крадеше и што направи систем кој што убива луѓе, не е во затвор. Затоа е тоа така. И не е гордост да кажете вие: еј, кажете ги овие работи. Ја лично ви кажувам, еве првиот момент, јавно сум ви го кажал еднаш на ребалансот, сега ќе ви го кажам повторно. Да се доведам во ситуација со такви информации да ми има во јавноста, не ми треба политика. Не ми треба политика, не сакам со тоа да се занимавам. Затоа тоа ви го кажа колегата Петрушевски. Не е тоа закано. Благодарам.